Бизнисот оставен на цедило. Компаниите 2 месеци ќе кубурат со пари затоа што нов пакет мерки може да очекуваат дури во септември по формирање на новата влада, потврди вице-премиерката за економски прашања Мила Царовска. Таа вели дека во моменталната ситуација додека траат преговори за коалициска влада не може ништо да се стори за помош на бизнисот. Сепак тековно се разговарало со стопанските комори за следните мерки за поддршка. Во четвртиот пакет мерки фирмите очекуваат продолжување на помошта за исплата на 14.500 денари по вработен, додека платежни картички од 3 и 9.000 денари треба да има и за пасивните невработени и пензионерите со примања до 15.000 денари. Она кое што е важно дека ние се среќаваме сега со сите оние кои што имаат одредена потреба и кои што имаат потреба од континуирана поддршка и во овој период и во наредниот период. А во овој момент владата нема моќ да носи уредби или пакети на поддршка, но секако очекуваме да се формира брзо нова влада, да се воспостави собраниското мнозинство и на тој начин да се воспостави и четврт пакет на мерки за поддршка и на граѓаните кој што беше најавен и за компаниите кои што имаат потреба или оние сектори кои што се најзагрозени. Меѓу компаниите кои бараат помош има и такви што не ги исплатиле добиените пари. Управата за јавни приходи открила милионски злоупотреби со државната помош. Газди земале пари за исплата на 14.500 денари по работник, но не им дале ниту еден денар на вработените. 708 фирми во април и мај добиле, но не префрлиле над 385.000 евра на сметките на работниците. На овој начин оштетени биле 1706 работници кои не примиле плата. Од нив 722 не добиле плата во април, а 984 во мај. Најголем дел од компаниите кои ги вршеле злоупотребите се од дејностите трговија на мало, подготовка на оброци и служење храна и транспорт. Меѓу компаниите кои ја злоупотребиле државната помош има и еден медиум. Најголем дел од овие фирми се од Скопје, Тетово, Гостивар, Струга и Куманово. УЈП веќе ги опоменала фирмите да ја исплатат платата во определените рокови. Во спротивно ќе следи присилна наплата и глоби, како и јавно објавување на имињата на компаниите. Доколку не извршат исплата во законски определениот рок, ќе следи спроведување на постапка за присилна наплата на платата. Исто така, Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување во ваков случај предвидува изрекување на глоба за сторен прекршок, а работодавачот ќе биде задолжен да ги врати добиените финансиски средства во целост, заедно со камата, во спроведена постапка на УЈП во соработка со Државниот инспекторат за труд. УЈП дополнително ќе ги соопшти податоците за злоупотребите со јунската плата. Рокот за исплата на плата истече на 15 јули. За да задржа 101.000 луѓе на работа, помош за исплата на плата ја земаа речиси 18.000 фирми. Владата не предвиде помош од 14.500 денари по работник за платата за јули и август.